Тивко и без детски джагор денеска беше во основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци во центарот на Скопје. На службениот влез на училиштето денеска немаше граѓани кои додоцна синоќе и оддадоа последна почит на 14 годишната Вања Ѓорчевска. И денеска тажна е сликата овде во основното училиште Песталоци во центарот на Скопје. Иако книгата за жалост вчера беше отворена пред капијата на училиштето, денеска таа е отворена во холот на школото. И додека цела Македонија тагува по Вања, од владата не прогласија ден на жалост поради прерано згаснат живот на младо девојче, ама затоа општина Центар излезе со препорака до угостителите и јавните објекти во следните 2 дена да ја прилагодат музиката поради трагичната смрт на 14 годишната Вања. Одлуката за прилагодување на музиката во општина Центар, односно во локалите на Центар, се почитува буквално секаде. Музиката е сведена на минимум поради смртта на 14 годишната Вања. Атмосферата денеска во сите локали во центарот на Скопје беше навистина тажна. Оние кои седнаа да се напијат кафе, главна тема на муабет им беше трагедијата која Македонија ја зави во црно. Во меѓувреме, граѓаните се уште се во шок и не може да се опорават од чинот на безмилосрдното убиство на 14 годишното девојче. Најнеубаво нешто. Најнеубаво. Зошто ова го направи? Па својот татко да си го предаде детето, тоа е нешто страшно. Може би требаше владата да прогласи ден на жалост според вас? Па треба. Ја очекувам и мислам дека треба. Жалосна работа. Многу работи ни се случува, така да човек не знае кој е поправо, тама на едно ќе заврши, друго почнало нешто. Ете, тоа е реалниот живот кај нас. Може би требаше владата ден на жалост да прогласи според вас? Па, немам против за тоа што сепак невин живот отиде. Прво сум многу шокирана што среде Скопје во Буњаковиц се случува ова. Немам зборови кои да ги кажам, немам зборови. И ми се чини дека со ниеден збор, со молкот све се кажува. Предходно од Вања се простија и нејзините наставници, пријатели и роднини. Наставниците не умеа да ја решат оваа задача, Вања. Прости ни, не можеме, не знаеме како да се поздравиме. Нека ти биде светол патот кон вечноста, напиша од училиштето како последен поздрав за Вања.